За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење прстени со шунка, како главно јадење јагнешки котлети со сирење, за десерт овошна салама. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите прстени со шунка. Во тавата за пржење на оган го ставаме путерот да се растопи. Додаваме и масло за јадење. Потоа младото кромитче го сечкаме на парчиња. Исечканиот кромит го ставаме да се пржи во тавата со загреаната мрснотија. Во поголем длабок сад пак ја ставаме уртата. Додаваме мајчина душичка. Тавата со испржениот кромит ја тргаме од оган. Ја додаваме во садот со урдата. Го додаваме и млекото. Наросуваме мелен црнпипер, посолуваме и промешуваме. Потоа на даската за сечење ја ставаме првата палачинка. Врз палачинката ставаме фил. Врз филот ставаме 2 круга шунка. Потоа палачинката ја виткаме во ролат. Постапката ја повторуваме со сите палачинки. Потоа на тиквичките им ги одсекуваме краевите. Тиквичките ги сечкаме на коцки. Во тава за пржење на оган го ставаме преостанатиот путер да се растопи. Додаваме и масло за јадење. На загреаната мрснотија ги ставаме и сечканите тиквички да се пржат. Во меѓувреме, главицата кромит ситна сечкаме. Исечканиот кромит го додаваме во тавата на оган. Зеленчукот го посолуваме и го наросуваме со мелен црнпипер. Потоа зеленчукот го зачинуваме со шафран. Промешуваме. Содржината од тавата ја претураме во блендер. Го затвораме блендерот со капак и го вклучуваме.
Во блендерот додаваме и масло за јадење. Додаваме и 30 мл вода. Го вклучуваме блендерот. Керамичката тава за печење ја попрескуваме со масло за јадење. Во тавата ја истураме измиксаната смеса од блендерот. Потоа на палачинките им ги отсекуваме краевите. Палачинките ги сечеме на парчиња. Парчињата палачинки исправени ги редиме во тавата. Со лажица палачинките ги наросуваме со пармезан. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 на минути на температура од 200 степени. Со лажица решетка вадиме од прстените со шунка од тавата и ставаме начинија за сервирање. Начинијата сервираме од сосот од тиквички кој го шараме со лажица. Украсуваме со полукругови лимон и гранчиња француски Макдонос. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Измешајте фил од урдата, мечината душичка, млекото и спрженото младо кромитче. Филувајте ги палачинките, ставајте кругови шунка и свиткете ролати. Коцките тиквички и кромидот испржете ги со шафранот, измиксајте со масло и вода. Нанесете ја смесата во керамичка тава. Палачинките исечете ги на парчиња. Исправени, наредете ги во тавата и наросите пармезан. Испечете, сервирајте и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јагнешки котлети со сирење. Прво на даската за сечење котлетите ги толчиме со дрвен чук. Потоа месото го посолуваме. Воедно наросуваме и со црвен пипер, рузмарин. На крајот врз месото наросуваме тимијан и мелен црн пипер. Во тавата за пржење на оган ставаме масло за јадење да се загрее. Во меѓувреме во поголем длабок сад кршиме едно јајце. Додаваме тимијан. На загреаното масло во тавата ги ставаме котлетите да се пржат. Шунката ја сечкаме на коцки и ја додаваме во длабокиот сад. На ситната страна од рендето во длабокиот сад го рендаме сирењето. Зачинуваме со мелен црн пипер, потоа во садот го додаваме и второто јајце. Керамичката тава за печење попрескуваме со масло за јадење. Ги вадиме котлетите од тавата и ги редиме во керамичката тава. Врз секој од котлетите со лажица ставаме од филот од длабокиот сад. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 225 степени. Предходно измиените листови зелена салата ги сечкаме. Исечканата зелена салата ја ставаме во поголем длабок сад. Потоа го сечкаме и младиот кромит и го додаваме во длабокиот сад. Ротквичките пак ги сечкаме на тенки кругови кои ги додаваме во садот. Потоа половина лимон цедиме во цедалка. Зелената салата ја посолуваме, а потоа додаваме масло за јадење и лимоновиот сок. Промешуваме. Подготвената салата ја ставаме на чинијата за сервирање. Краставицата ја сечкаме на тенки кругови. И сечканата краставичка ја редиме на чинијата за сервирање. Доматот го сечкаме на кругови. И сечканиот домат го редиме на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата скалесто ги редиме котлетите.
Limonot го сечкаме на тенки кругови, со кои ги украсуваме котлетите. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Истолчете ги котлетите, зачинете ги, испржете ги и ставете ги во керамичка тава. На секој котлет нанесете фил од јајца, тимијан, коцки шунка и рендано сирење. Испечете. Сервирајте ги котлетите на салата од марула со млад кромид и ротквички, врз која сте наредиле кругови краставици и домат. Украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите овошна салама. Во влажна кујска крпа ја свиткуваме обландата за да омекне. Во меѓувреме на даската за сечење ситно ги сечкаме смоквите. Ги ставаме во длабок сад. Потоа ситно ги сечкаме и сувите сливи. И исечканите сливи ги додаваме во садот. Ситно го сечкаме и овошјето од компотот. Го додаваме овошјето во садот. Потоа на работната маса со сукалка ги дробиме оревите. Издробените ореви ги додаваме во садот. Потоа во садот го додаваме джемот. Бисквитите ги кршиме и ги додаваме во садот. Мешаме со лажица. Потоа во тенџере на оган го ставаме путерот. Тенџерето со растопениот путер го тргаме од оган. Во тенџерето го додаваме шеќерот. Го додаваме и какаото. Мешаме со лажица. Откако путерот ќе се излади, во тенџерето додаваме едно цело јајце и една жолчка. Белката ја оставаме во сад настрана. Мешаме со лажица додека добиеме хомогена смеса. Потоа содржината од тенџерето ја додаваме во длабокиот сад со исечканото овошје и бисквити. Промешуваме. Обландата ја одвиткуваме од кујската крпа. Врз ребрестата страна од обландата го нанесуваме филот. Потоа филуваната обланда ја виткаме во ролат. Го оставаме ролатот да се излади. Изладениот ролат го сечеме на парчиња. Парчињата овошна салама скалесто и во круг ги редиме на чинија за сервирање. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од исечканите смокви, сливи и овошје од компот, издробени ореви, джемот, искршените бисквити, растопениот путер со шеќер и какао, едно јајце и една жолчка, измешајте фил. Нанесете го на омекнатата обланда и свиткајте ролат. Изладете го, исечете на парчиња и сервирајте. Добар апетит!
Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење солен куглов, како главно јадење ролувано мисиркино месо, за десерт ѓул пита,